Во Прилеп се отвори центар за рехабилитација на жртви од тортура, единствен од ваков тип во Македонија, кој на жртвите и нивните семејства кои биле подложени на тортура во државни институции, како затвори, старски домови, домови за деца без родители, психијатриски болници и други државни установи, ќе им нуди бесплатна правна помош и психолошко советување. Од 1 јануари до денес биле детектирани 3 вакви случаи на тортура. Со жртвите и тоа со нив ќе работат различни профили на луѓе, психијатри, психолози, доктори, правници, овозможени се исто ангажман на амбуланти, лекови и така натаму, значи документирање на сите случаи, процесирање на суд, застапување дивно и така натаму, нито покрова компонента, ние имаме обврска еднаш годишно да изготвиме извештај во сенка кој што се доставува и до Обединетите нации, како би можели тие да видат состојбата која што ја имаме нова поле во Македонија. А ние секако имаме соработка со сите државни институции кои што се одговорни, вклучително Министерството за правда, Управата за извршување на санкции, Министерството за труд и социјална работа. Исто така сме во постојана соработка со центрите за социјална работа, со одговорните лица во затворите, како што можете да забележите, тука се со нас и директорот на Центарот за социјална работа и директорот на затворот во Прилеп. Идејата е да соработуваме со сите заедно за да ги намалиме овие случувања. Проектот го спроведува Центарот за граѓанска иницијатива од Прилеп, а истиот е поддржан од Европската унија, кои како што истакнаа, 20 години давале поддршка за реформите во затворите, поддршка на МВР, како и поддршка на омбудсманот. Овој проект доаѓа во вистинско време за реализација, време кога Македонија се сочува во еден процес на евроинтеграција и кога прашањето на човековите права е горлив проблем меѓу другото и во нашата земја. Партнер на овој проект е организацијата ИАН од Србија. Тортурата ја нанесуваат службени лица или некој кој делува во нивно својство, или пак тој што ја наредува и тој се смета како сторител. Дури и неинтервенирањето на полицијата при пријава на семејно наследство се смета за тортура. Во проектот соработуваат и центрите за социјална работа, како и затворите. Во дело пред се во семејното насилство, ние многу ретко го користиме поимот тортура, но факт е дека лицата се изложени на мачење, нечовечко постапување. Луѓето кои што се занимаваат со одржувањето на безбедноста исто така имаат своји протоколи, затоа би рекол ако доколку ги почитува сите она што е пропишано, ризикот за вакви дејства би се сведел на минимум. Освен кај нас, проектот во исто време се реализира и во Србија. Истиот ќе трае до 2020 година.